Почитувани сограѓани, жители на општина Росоман, сакам да ве подсетам дека во изминативе 4 години надвор од бипартицизмот покажав како треба да се застапуваат интересите на граѓаните. На барање на жителите на општина Росоман, преку мои предлози, донесовме низа одлуки во интерес на жителите на општина Росоман. Но за жал, одредени одлуки до ден денешен не се спроведени од извршителите на општината, поведени од некои нивни лични суети и набиено его, без некои нивни позначајни образложенија. За да во иднина не дозволиме ваква пракса да се примени, им предлагам на избирачите да го дадат овој пат гласот за советничката листа број 19, која е составена комбинација од политичар и представници на здруженијата од граѓанскиот сектор. Само вака ќе го вратиме граѓанскиот интегритет и демократското достоинство на Советот како столб на локалната самоуправа. Понатамошната наша заложба ќе биде прво во општината да ги задоволиме основните потреби на жителите, а тоа се задоволување на потребите за вода за пиење, потребите за подобра патна и комунална инфраструктура. Тука се модерните улици, тротоарите, реконструкцијата на постоечката фекална канализација, проширување на атмосферската канализација, подобрување на уличното осветлување, проширување на селските гробишта во Росоман, одржување на зелените површини, велосипедска патека, поставување на вертикална сообраќајна сигнализација за непречено движење на учениците и пешаците, уредување на централното подрачје во Росоман плочата, тампонирање на патиштата до нивите, подетално за дебриште, најзначајно е прочистување на базентот, приклучување кон сувиот филтер, проширување, на доуредување, односно доградување на улиците кои што не се доградени, камен дол, исто зафат кај резервоарот и каптажа нова за подобрување на водоснабдувањето, исто така во делот на улиците, паликура, нов бунар за напојување со вода, исто така во делот на улиците, на канализациите и така натаму, исто за Манастирец и за Трстеник. Ете таму ке еден новитет, ке ги фарбаме и бастовите. Да се насмееме. Најголем акцент ставам на заштита на човековата околина во општина Росоман и во оваа пригода, покрај другите недостатоци во оваа сфера, јавно кажувам дека сум против изградба на регионална депонија која се планира да се изгради во Росоман. Паралелно на ова ќе работиме и за градење на една модерна општина со сите потребни институции, односно функционална, за надминување на целокупниот хаос кој владее во општина Росоман. Тука се мисли и комунално оделение со комунален инспектор, односно комунален редар. Понатаму, ќе настојуваме да изградиме оделение за локален економски развој со стручен и морален капацитет за комплетна поддршка на креативните бизнис иницијативи, чии носители се првенствено жителите на општина Росоман. Стратешки ќе ги идентификуваме потенцијалите односно локалните економски потенцијали и можностите за нивно ефектуирање. Ќе допринесеме за афирмација на природните и културно-историските ресурси на општина Росоман со можности за нивна комерцијална реализација. Примена на современи комунални нормативи и стандарди за надминување на комуналниот хаос и воспоставување на екохармоничен систем по теркот на модерна општина. Затоа Росоман знае. Росоман има избор, ние знаеме како, а вие знаете зошто. Гласајте за советничката листа под реден број 19. Атана Стојанов, Дејан Петров, Елена Трајковски и останатите до број 9.
бензинска пумпа. ДМД Oil.